Името на штипјанката Фериде Демирова, обвинета за нелегално организирање онлайн игри на среќа, повторно излегува во јавноста. Фериде, која примала социјална помош, а возела Порше и Мерцедес и имала 3 стана, не била виновна бидејќи имала ограничено образование и сама во ниту еден случај не можела да организира така сложен незаконски проект, тврди во интервју нејзиниот адвокат Ангел Георгиев. Во случајот се обвинети повеќе лица за организирање игри на среќа без лиценца и перење пари, но обвинителството треба да докаже дека средствата се стекнати нелегално. Демирова има ограничено образование и не е во состојба самостојно да организира вакви активности. Изјави Георгиев. Бранителот на Демирова тврди дека таа била под притисок на некои обвинители да признае вина за поблага казна, но и дека записникот од сослушувањето не бил аудио снимен и не бил потпишан од обвинетите. Во текот на истрагата на Демирова и биле одземени возила како Мерцедес и Порше, златен накит и 3 стана. Според наводите, таа учествувала во онлайн игри на среќа, комуницирајќи со клиенти од Турција, а дел од приходите ги добивала преку фирма регистрирана на Кипар. Во интервју, самата Фериде Демирова потсетува на моментот кога финансова полиција и влегла во домот, пошто и случајот стана познат на јавноста. И ги питав што се дешава, зошто сте тука, што е работа. Првично помислив дека сум нешто наметнето од страна на некои луѓе, не ми беше јасно. Ми кажаа дека се финансова полиција и тука се наоѓаат кај мене дома за организирање игри на среќа од страна на мене и перење пари. Јас се изненадив. Претрес, реков, повелите. Претресите све. Претресоа дома, куќата, стан, друг стан. Каде ви се највише им најбитното им беше имотот каде ти е, колите каде ти се, биткоино каде ти е. Дај телефон, дај без адвокат. Дали имам право на адвокат? Да, имаш, најди. Па дајте ми го телефонот да се јавам некаде адвокат. Не смееш телефонот да го користиш повише после тоа. Како бе, луѓе, како да викнам адвокат? Птици да испраќ, што? Никој не смее да ми влезе во куќата, ни ја смеам да се јавам на адвокат, ни ништо. Демирова не била формално вработена и користела социјална помош, додека дел од средствата ги конвертирала во криптовалути. Во текот на постапката се бранела со молчење и не дала објаснување за потеклото на одземениот имот.